Едниот во Македонија, другиот во Австралија. Благодарение на новата технологија, тугината пуста не успеа да ги раздели верните другари. Еве како се дружат нашите Ристо и Блажо. Ристо, ти ли си, бе? Дека си, Блажо, разбираш? Знаеш од кога не сме си виделе, бе, разбираш? Па ти ојде за Австралија, јас сам тука нормално. Него Ристо, како е тамо? Тамо овци нема, кенгури ли пасеш? Море, Блажо. Нема овци, има кенгури. Тоа е тачно, разбираш, ама да ти кажам, нема организација никаква. Кенгурите пасат без веза, разбираш. Еден пасе овамо, еден пасе онамо, значи нула. И да ти кажам, цела држава е таква, разбираш. А мамбе Ристо, па нели ојде на поубаво? Абе, Блаж, са поубаво. Ви са, прво ти кажам, значи, прво, малку си останал селак, разбираш. Тука нема Ристо, тука е Крис, разбираш. Ристо у Македонија, разбираш. А второ, да ти кажам најискрено, не сум многу задоволен од развој на демократските процеси тука, разбираш. Шо те маче, бе Ристо, шо не е уреду тамо? Извини, Крис. Тава, Блаже, разбираш. У Македонија, барем, знае се кој политичари крадат, бе, разбираш. И кога ги фатат апашите на дело, тава се вика политичка криза. Има драма. А тука, Блажо, никој нема појма, ни кој е министар, ни кој е премиер, ни кој е политичар. Врска нема. И кога ќе излезе некој скандал, тај за 2 дена си дава оставка. Нема ни скандал, нема ни драма, нема ни ништо, нема и сите се понашат како ништо да не бил, разбираш. Абе, нема нормален човек си направиш муабет за политика тука, бе, разбираш. За какви скандали правиш муабет, бе, Крис? Море, Блажо, шо ти расправам? Пред 2-3 дена фаќат политичар на многу истурена позиција, како му дава некој шише државно вино за приватни потреби, разбираш. И од тај момент на шишто му се губе секоја трага, разбираш. И сега у порелевантни кругови почна да се шпекулира оти најверојатно он тава вино, државно вино, цело шише, го има испиено или со госпожата, или со најтесните партиски кругови, разбираш. И кога почнаа тоа медиуми, партали го направија, разбираш, овај онај, и за 2 дена се даде оставка, разбираш. И после това сите се понашат како ништо да не било. Никој ни го спомнува, ни ништо, разбираш. И прават некои муабети без веза за концерти, за филмови, за овоа, за изложби, за книги, за глупости, бе, нормален човек не може. Па кај нас, да не ги знаеш политичарите на памет, премиер да не знаеш кој министр, па това е најголем резил, бе, разбираш. Него осте тава, разбираш, това глупости тука. Него ти кажи ми у Македонија како е, Блаже, разбираш. Новата реколта биде ли ја, разбираш? Абе, Крис, сите реколти кај нас доа за извоз. Дека бе за извоз, разбираш. На топло, Крис, на топло. Има многу топли места по свето. Вакви острови, онакви острови. Ама батали това. Не го знаеш ли ти колку ми е драго што се слушнаме и гледаме вака на Скайп, бе? Блажо, да ти кажем најискрено, на мене ми е драго, ама сега види, пак и ти кажем, ти си малку поселак. Јас Скайп не практикувам уопште, разбира. Јас повеќе сакам пишана дума, бе. Кога пишам, многу повеќе може да се изразам и многу повеќе може да конципирам мислата со свој зборови, разбираш. Јас користам, Блажо, имейл, разбираш. Имейл имаш? Одека бе ти имейл? Море, Блажо, јас машко ли сам, разбираш? Машко си, па шо? Шо има това врска? Како би шо има врска? Море, Блажо, тука машките користат имейл, а женските користат фимейл. Многу се поорганизирани од тој правец, разбираш, малку. Добро де, кој ти е имейлот? Пиши, Крис, дробна црта, if you understand me, разбираш. После мајмунче? Не мајмунче, бе, Блажо, кенгурче, разбираш. Тука е кенгурче. Мајмунче користат некои што се од Западна Македонија, од стари крај тамо, уште го користат това. И .com. Дот со големи букви, разбираш. Така, напиша го сега това и сега ќе ми извинеш, разбираш, ќе мора да прекинам за тоа што госпожата ме чека, треба да правиме тирамису, разбираш. Ајде, пријатно и многу поздрав на диаспората. И ти да поздравиш од стари крај, Блажо, разбираш.